зборуваме за значењето на празникот на Свети Климент Охридски, зборувавме за духовното значење, но сега ајде малку и од друга страна за неговата мисија и визија. Ќе разговараме со професор доктор Михајло Марковиќ од катедрата за македонски јазик при Филолошкиот факултет во Тетово. Добро утро официјално. Добро утро. Свети Климент Охридски познат меѓу народот, меѓу верниците, како еден од најпознатите ученици на светите браќа, Свети Кирил и Методи. Така и нам, кога бевме во училишните клупи, ни беше представено неговото лик и дело, но и меѓу нас, меѓу верниците, меѓу нас до ден денеска треба веројатно и неговото и лик и дело да остане, да продолжи да живе преку, се разбира, нашите дела, преку нашата работа, особено и ние во јавниот сервис, преку Македонската радио телевизија, се обидуваме постојано да го правиме истото. Па може со вас некако да влеземе во темата, професоре, за значењето за Македонија, за македонскиот народ на Свети Климент Охридски. Благодарам. Прво да се заблагодарам на поканата и да го честитам големиот македонски празник, денот посветен на Свети Климент Охридски. Кое е значењето на Свети Климент Охридски? Во суштина, мислам дека не треба да се дискутира, туку делата на Свети Климент сведочат за тоа. Зошто? Затоа што, освен што Свети Климент Охридски го дал она што го дал на Македонија, тој во голема мера придонел во обележување на голем број на настани кои што денес ќе се случуваат, патрон на градот Охрид, патрон на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, патрон на голем број училишта, институции и така натаму. Неговото дело е значено од многу аспекти. Зошто? Затоа што Свети Климент Охридски е продолжувач на делото на Свети Кирил и Свети Методи, неговите учители, и тој нешто е еден од најистакнатите, току е најистакнат ученик на светите браќа, што се потврдува во текот на Моравската мисија, која што започнува 863 година од прилика, и каде што тој во најголема мера е најревносниот борец на светите браќа за зачувување на Кирило-Методиевото дело, односно чување на глаголицата. Свети Климент Охридски го продолжува нивното дело, односно проартува семето посејано на Свети Кирил и Свети Методи, семето на непокорна македонскиот народ. Тој е момент на македонскиот народ кој што трае вечно. Тој е пламен кој што гори до ден денес. Тој е поттик за секој просветен работник. Тој е поттик за македонската телевизија. Мој поттик. Треба да биде, да. Поттик на сите, затоа што не поминувале лесно и Свети Климент Охридски и неговите учители. Туку напротив, тие имале големи пречки во совладувањето на противниците кои што се бореле против словенскиот јазик, против оној старомакедонски јазик, првиот јазик за сите словени официјален, кој што е првично дијалект на сите јазици. Тој токму македонски дијалект или македонски говор од околината на Солун, кој што го говорат македонските словени. Од таму Свети Климент Охридски дава дополнителен момент во македонската историја и со тоа што најдолго ја чува глаголицата. Борбата која што имаат во Моравската мисија, заедно со светите браќа Кирил и Методи, заедно со останатите ученици, бидејќи се работело за плејада на ученици, не отишле тие 5-6 ученици, туку напротив 300-500 луѓе можеби се отиднати, и сите тие се борат за глаголското писмо. Политичката борба која што ја води Свети Климент Охридски во периодот во кој што тој твори и живее е огромна, бидејќи таа политичка борба ја води за зачувување на глаголското писмо и во Охридската книжевна школа која што тој ја основоположува, не побарање на бугарскиот кнез, туку самостојно, како протеран од бугарското царство, токму бидејќи не сака да ја прифати кирилицата или кириличното писмо, кое што бугарското царство токму го наметнува првично против Византија во тој период, а Свети Климент Охридски го чува тоа глаголско писмо и тоа го чува по цена на својот живот. Неговиот живот е исполнет со големи исцеленија кои што ги врши, со обучување на 3500 ученици. Замислете колкава е таа бројка и во денешни
рамки. Замислете во тој период да научите 3500 ученика и повеќе, да ги обучите да го сејат семето на македонскиот збор и да го сејат семето на христијанството на цела оваа почва и во овој регион. Свети Климент Охридски за македонскиот народ значи непокор, значи упорност, значи истрајност и значи чување до своите идентитетски особини кои што ги има македонскиот народ. Значи Свети Климент Охридски во суштина е идентитет. Тој е нашиот идентитет. Тој е наше минато и бидејќи е светител, бидејќи го постигнал она што ние не можеме да го постигнеме, тој е и наша иднина во моментот. Е убаво на таа тема дека е наша иднина, како чувар на македонскиот идентитет, какво е значењето на овој светец за македонскиот јазик денеска? Македонскиот јазик во суштина има милениумски континуитет. Јас секаде го зборувам ова, бидејќи македонскиот народ со векови трпи на еден начин едно оспорување во суштина. Тоа оспорување оди од повеќе страни и од повеќе аспекти. Значи, македонскиот народ и македонскиот јазик е јазик кој што е оспоруван и одвнатре некогаш, и однадвор. Тоа оспорување, јас сметам дека во науката е веќе покажано, дека македонскиот јазик и македонскиот народ, или македонски и македонец, како придавка и именка, обстојуваат единствени на тлото на Европа како такви неколку милениуми. Сите останати се менувале. Постоеле илири, бриги, фриги, хелени, кои што се замениле со грци, но македонци останале низ милениумите. Токму тој сегмент, Свети Климент Охридски, е алката или синџирот кој што го врзува. Да, после него ќе се надоврзуваат уште бројни македонски интелектуалци, просветители и така натаму, но тој е онаа ударна каписла која што од Свети Кирил и Методи го овозможува континуитетот на македонскиот јазик преку јасни јазични особености, бидејќи Свети Климент Охридски веќе во текстовите со кои што тој работи покажува известни македонски јазични особености или известни македонски црти од македонската црковно-словенска редакција. Вакви аргументи за ова ние имаме бројни. Тоа се бројни ракописи пишувани на глаголско писмо првично, а потоа и препишувани од делата кои што најверојатно ги создава токму Свети Климент на кирилично писмо, каде што можеме да забележиме особености што се значајни и кои што ги има само во македонската црковно-словенска редакција, која што пак ќе биде еден предвестител на идниот македонски јазик, кој што е народен јазик, за да дојдеме до онаа стандардизација која што имаме денес, односно создавање на стандарден македонски јазик. За наследството и за влијанието објаснивме, зборувавме. Но, какво е влијанието денеска на просветните работници? Какво е влијанието денеска на Свети Климент Охридски на младите? Веќе напоменав еднаш, но убаво е да напоменуваме постојано дека Свети Климент Охридски представува наша светлина. Тој представува и наше минато, но и наша иднина. Бидејќи во секој момент ние ќе се повикуваме исклучиво на Свети Климент Охридски. Зошто? Затоа што Свети Климент Охридски е првично македонски светител и просветител, па потоа се словенски светител и просветител. Затоа говори и неговото потекло. Без разлика дали станува збор за Охрид или Солун. Сепак, големи истакнати слависти ќе речат од типот на Јагиќ и Стојан Новаковиќ, ќе речат дека Свети Климент Охридски во суштина представува светител кој што дефинитивно бега од Бугарското царство и доаѓа на тлото каде што ја поминал најверојатно својата младост и онаму каде што му е најлагодно со народ кој е близок и сличен на него. Токму затоа и за секој просветител денес и за просветен работник кој што работи во областа на образованието, особено на мајчиниот македонски јазик, научниците кои што работаат во областа на славистика, лингвистика, сите слависти во светот, Свети Климент Охридски игра голема улога бидејќи се уште ги следиме неговите чекори. Се уште се движиме по него. Оттаму и влијанието на младите ќе биде силно на Свети Климент Охридски, бидејќи Свети Климент Охридски уште во својот живот има изградено култ. Денеска тоа веќе не е култ.
Тоа е ширење на словото и ширење на вистината која што Свети Климент ја дава пред себе. Јас многу се радувам кога гледам дека голем дел од младите, кога зборувам за младите, зборувам за деца под 15 години, знаат многу повеќе од некои возрастни кои што не ги познаваат доволно оние животни патишта кои што ги поминува Свети Климент Охридски. Лично јас гледам и по училиштата, и на универзитетот, кај мене, во мојот матичен универзитет во Тетово, дека младите се задоени веќе со ликот и делото на Свети Климент Охридски, што според мене остава можност во иднина македонскиот народ да блесне. Затоа што со водилката на Свети Климент Охридски, доколку сите го научиме ова што јас денес го зборувам, и она што го зборуваат останатите научници и слависти кои што проучуваат во областа на делото на Свети Климент Охридски, неговите учители и неговите следбеници, ќе видиме дека тој ни е она кое што не движи. Тој е двигател на нашиот и христијански живот првично, на духовен план, она што на почетокот го напоменавме, но и во образовниот систем. Бидејќи Свети Климент е оној кој што ни ја дава оваа писменост, оваа азбука, да можеме ние да читаме, да плачеме, да пееме, да тагуваме и да се радуваме на мајчиниот македонски јазик. Сакав само, професора, да го заокружам разговорот со вас како професор кој што доаѓате од Филолошкиот факултет на Тетово, без разлика, катедра особено значајна за зачувување на се ова што зборувавме, македонски идентитет, македонски јазик, продолжување на ликот и делото на светците кои што работеле ги поставиле основите. Каква младина имаме? Па јас мислам дека младите се многу подобри од нас. Ова е добро. Одлична младина. Има ли заинтересираност за катедрата? Заинтересираноста е слаба во суштина. Но слаба е затоа што државата не обезбедува работни места. Со новиот закон за македонски јазик, доколку тој се спроведе, бидејќи сум дел и од Советот за македонскиот јазик, ќе се отворат многу позиции работни за младите кои што ќе го студираат македонскиот јазик во суштина, бидејќи таму се предвидува лектор во секоја институција. Ќе биде уште попримамливо. Значи, ќе биде примамлива, така е, ќе отвори моменти кои што ќе овозможат бројни студенти да се запишуваат и нормално, јас сметам дека критериумот треба да се подигне малку, дополнително, бидејќи има многу солидни студенти кои што не заслужуваат да бидат изедначувани со студентите кои што не доволно посветуваат внимание, не дека има лоши студенти. Има студенти кои што сакаат да учат и од студенти секогаш кои било што не така, сакаат професоре, во без разлика на кој факултет, да. Така. Тоа се така ученици кои што сакаат да посветат, студенти сакаат да посветат внимание, да, и ученици исто така и претходно од основното училиште се гледа. Така е. Веднаш може да се забележи заинтересираноста. Малку нарушен образовен систем во моментот, кој што се надевам дека почнува да се движи, почнува да застанува на нозе, и благодарение на Бог и токму на Свети Климент Охридски, јас се надевам дека ќе ни помогнат и тие, да можеме Македонија да ја вратиме во светлото во кое што заслужува да биде, а младината ни е одлична. Значи, јас ви гарантирам дека со ваква младина која што имаме денес, нема Македонија потреба да се грижи за својата иднина. Многу го завршуваме разговорот. Благодарам, професоре. Ви благодарам и на вас.